Да ја поздравам и јас сите вас од ова место, секако и оние кои што не слушаат. 10:30 часот, јас верувам дека темата што ќе ви ја презентирам денеска ќе биде кратка и јасно разбирлива и пред се поучна, верувам. Да можеме сите, значи, да излеземе нахранети од Божиот дом денеска. Живееме во едно тешко време на економска криза, ништо не е сигурно. Интересно е, мислам, од друга страна, што најверојатно затоа што толку долго време немаше ништо тука, се тонеше, се идеше назад, па може и да се пофалиме со некои инвестиции во последно време во нашата земја. Меѓутоа, секако е време во кое што и да сте инвеститор, ризично е да се инвестира било каде и било што. Чи треба многу да се внимава на многу фактори, влијание на многу фактори, затоа што може да изгубите наместо да добиете. Но еве да речеме, малку, значи, да ги пуштиме малку, да ја пуштиме нашата мечта, онака да размислува. Да речеме дека постои некое земјиште, земја, значи, почва, која што сама раѓа. Само што ќе пуштите било што, ќе ставите семе, било што, сама раѓа, и тоа изобилно. Верувам дека секој од нас би посакал да инвестира, значи, во една таква почва. Значи, не станува збор за струмичка почва или не знам за каква, иако струмичката е една од подобрите во Македонија, но земја која што сама раѓа буквално, без човечки некој посебен напор. Сите би инвестирале. Некако почнавме со параболи, па еве и денеска ќе начнеме, ќе спомнеме само една парабола за сејачот и семето, ама нема баш темата да се занимава со самата парабола, ќе ја однесеме, значи, во еден друг правец, но еве да отвориме во Матеј 13 глава за почеток. Матеј 13 глава, од 3 стих, да се подсетиме на таа парабола. Значи, Матеј 13 глава, од 3 стих. И им говореше многу во параболи, велејки, ете сеач излезе да сее, и кога сееше, некои зрна паднаа покрај патот, и птици дојдоа и ги исколваа. Други паднаа на камени места, каде немаше многу земја. И набргу никна, зашто немаше длабока земја. А кога изгреа сонцето, изгореа. И бидејќи немаа корен, се исушија. Други паднаа меѓу трње, и трњето израсна и ги загуши. Други паднаа на добра земја и дадоа плод. Едното 100, другото 60, а третото 30. Кој има уши, нека слуша, нека слуша. Значи. И сега подолу тамо, некаде од 18 стих, го гледаме и толкувањето, Исус самиот го дава толкувањето, и така чујте ја вие параболата за сејачот, кога некој го слуша словото за царството, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот и го граба тоа што е посејано во неговото срце. Тоа што е посејано покрај патот, значи. А посејаното на камените места е оној кој го слуша словото и веднаш го прима со радост, но нема корен во себе и привремене, и кога ќе настане неволја или гонење, заради словото веднаш се соблазнува. А посејаното меѓу трња е оној кој го слуша словото, но грижите за светов и измамата на богатството го загушуваат словото и станува неплоден. А посејаното на добра земја е оној кој го слуша словото и го разбира, кој навистина раѓа плод и донесува едниот 100-кратно, другиот 60 и третиот 30. И сега, за да видиме која е оваа добра земја, ќе треба да појдеме на самиот почеток. Затоа повикувам да отвориме, значи, во Битие, 2 глава, таму некаде, 8 и 9 стих.
И Господ Бог насади градина на исток во Едем и таму го смести човекот кој го обликува. Тогаш Господ Бог направи да од земјата изникна секое дрво, убаво за погледот и добро за храна, и дрвото на животот среде градината, и дрвото за познавање на добро и зло. Ова е градината Едем. Господ дал да никне се што требало да никне. Ако отвориме во првата глава, каде се уште немало човечки битија, значи, на планетата Земја, и читаме, значи, тој извеште за создавањето, еве од 11 стих во првата глава, еве што вели: Бог рече, нека изникне земјата со зеленило, со семеносна трева, со плодоносно дрво, кое секој според својот вид ке донесува на земјата плод, што го носи своето семе во себе. И бидна така, и никна од земјата зеленило од трева што се осеменува, секој според својот вид, и плодоносно дрво што раѓа плод, што го носи своето семе во себе според својот вид. И Бог виде дека е добро. И бидна вечер, па утро, трети ден. Каде е човекот овде? Човекот се уште не е создаден. А се никнува од земјата. За оваква земја зборувавме. Ова е добра земја, каде што без човечки напор, со Божја интервенција, Бог прави, Бог направил, Бог ја закител оваа наша планета таква, каква што е, можеби, некаде, се уште можеме да погледнеме некои убави качиња на нашата земја, меѓутоа во многу уништена. Но, значи, сакав да ве насочам на тоа што подразбира добрата земја. Значи, земја на која што се раѓа и дава голем плод. Како што видовме таму 100-кратно, 60-кратно зависи. Но, после падот во грев, паѓа и проклетство и на човекот и на таа земја. Од 17 стих читаме сега во Битие 3 глава. Значи, се случува гревот, грешката на Адам и Ева. И 17 стих читаме: на човекот му рече, затоа што го послуша гласот на својата жена, та јадеше од дрвото за кое ти заповедав, велејки не ке јадеш од него, земјата ќе е проклета заради тебе. И еве го проклетството: во мака ќе се храниш од неа сите денови на својот живот, ќе ти раѓа трња и троскот, а ти ќе јадеш полски растенија. Со пот на своето лице ќе јадеш хлеб, доека не се вратиш во земјата, зашто од неја беше земен прав си и во прав ќе се вратиш. Овој стих 19 посебно интересен, ќе се навратиме малку подосно. Значи, по падот во грев, проколната и самата земја трпи проклетство заради грешката на човекот. Со пот, со труд ќе се храниш. Дали било така во Едем? Ако читате извештаја тамо во Патриарси и Пророци, што мислите Адам и Ева во тоа лозие тамо во таа граѓа, со што се занимавале? Со копање, со трсење на троскоти, на тие работи? Немало такво нешто. Тоа било уживање. Елен Вајд вели тамо, ја можам да кажам дури дека тоа не било земјоделие, не може да го нарече земјоделие или не знам, тоа било уметност. Никаков пот, никаков умор, задоволство. И тоа било таа добра земја, која што раѓа во изобилие. Не зависи од вас, од тоа, колку вие ѓубре ќе фрлите тамо, колку ќе ја прокопате, ќе ја раскопате, за да роди. Не. Но, после проклетството вели, човекот треба да работи. Треба да се поти со труд, ќе јаде леп. И сега се надевам дека размислувате, иако зборуваме за земја, за буквално за земјоделие, копање и тие работи, размислувате духовно. Се надевам дека размислувате во правецот во кој што јас ја водам темата и размислувам. Сега, после проклетството, после паѓањето во грев, Бог го повикува Аврам. Му вели, излези од Ур Халдејски и ќе те одведам, каде ќе те одведам? Во ветената земја. Ќе те одведам на добра земја.
каде што тече мед и млеко. Повторно имаме таа добра земја, каде што раѓа во изобилие. Има се, нема што нема. Па и сведоци сме за тоа, сеќавате оние извидници кои се вратиле назад после извидувањето на хананската земја, односно поточно, значи, Исус Навин и Халев, какви плодови носеле? Неверојатно плодна земја. Но Бог, не само, крајната цел не му била само Аврам, Божиот народ, да го однесе во таа добра земја, туку има многу повисока цел од тоа. Ханан е на некој начин била некоја, можеме кажеме, бледа слика на Едем, но и предвестник на она што ќе биде небесниот Ханан, небесната земја, добрата земја. И сега кога сме веќе тука, кај Аврам, па и подосна, имаме една интересна случка со Јосиф. Во 50-та глава, значи на крајот на Битие, на прва Мојсија, видите што читаме. Значи 50-та глава од прва Мојсија, Битие. Да не читаме предходно, во почетокот на главата се спомнува закупувањето на Јаков. Умира Јаков, таткото Јосифов и останатите. Каде бил закопан Јаков? Ти се наоѓаат во Египет оде. Во Египет го закопале, или? Не. Пише многу добро. Значи го однеле во ред. Тоа е пак таму. Во ветената земја. И самиот Јосиф шо порачал? Немојте ни случајно да ми ги оставите коските во Египет. А на што е символ Египет? На што е подсетува Египет? На робска работа, односно, тогаш им било арно, ама Јосиф... Што се случува после тоа? Ќе им биде и текако тешко. Тешко ќе биде тоа робство за израелците. Еве ќе читаме, да читаме 24 до 26 стих, значи на самиот крај од оваа книга. Најпосле Јосиф им рече на браќата си: еве, јас ќе умрам скоро, но Бог навистина ќе се сети за вас. Че нема да останете вие тука. Ќе се сети за вас, ќе ви изведе од земјата, во земјата што им ја вети под заклетва на Аврама, Исака и Јакова. И 25 стих, тогаш Јосиф ги закол на израелевите синови: Бог вистина ќе се сети за вас и тогаш изнесете ги моите коски од тука. Не сакам тука да бидам закопан. Оваа робска земја. Египет секваш за нив представува робска земја. Земја кај што биле робови. И Јосиф умре кога му беа 110 години, го балсамира и го положија во ковчегот во Египет, и потоа читаме во Излез 13 глава. Излез 13 глава, 19 стих, се обистинува и се случува ова. Мојсей стапува на сцена, на Божиот народ му е тешко, претешко, во робство се, со мака, со труд, доаѓаат до парче леп, цели 400 години, поточно 200 и кусур се во Египет. Значи, читаме во, реков 13 глава, 19 стих. Мојсей ги зеде со себе си Јосифовите коски, зашто Јосиф ги закол на израелците со зборовите: Бог без друго ќе се застапува за вас, тогаш земете ги со себе од тука. И каде ги однеле? Каде? Да го закопаат во ветената земја, во добрата земја, затоа што добрата земја, се што ќе се закопа таму, се што ќе се засади таму, дава плод во изобилие. Каде се нашите корени? Каде сме ние засадени? Да се прашаме. Каде ние инвестираме? Дали сме ние насадени во таа добра земја? Колку плод ние даваме? Зависи, значи, од земјата. Значи, како што спомнав, и на Аврама, и на Исака, и на Јакова, им била ветена хананската земја, земскиот Ханан, меѓутоа, тоа опфаќа многу повеќе. Бог смислил начин како да не одведе
како да не однесе до небесниот Ханан. Бог ветил дека ќе насади една друга градина, на друга добра земја, овде на земјата, која што ќе одига клучна улога во тоа да ние од нас стане она што треба да стане за да бидеме спремни за небесниот Ханан. И еве пак да се подсетиме, значи во Едем, на почетокот читавме во втората глава од Битие, 8 и 9 стих, еве пак и прочитам, и Господ Бог насади градина на исток во Едем и таму го смести човекот кој го обликува и тогаш направи од земјата да изникне секое дрво, меѓу кој е дрвото на животот. Сега малку асоциација. Имаме овде човек, го имаме првиот Адам, и имаме дрво на животот. Каде среќаваме на друго место во Новиот Завет? Човек и дрво на животот. Тоа е таа добра земја за која што претходно спомнав. Тоа е главнината на темата за која што зборуваме и натаму сега ќе ја насочиме во тој правец. Ајде да читаме во 1 Петрово 2 глава. 1 Петрово 2 глава. 1 Петрово послание. Во 2 глава, 24 стих. Како гласи овој стих? Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, да ние умирајки за гревовите да живееме за правдата, преку неговите рани се исцелив. За кој дрво овде станува збор? За крстот на Голгота, на кој што беше распнат нашиот Спасител. Ако во Едем имало засадено дрво на животот, тогаш за нас, денеска, смртници, грешници, не само за нас, и генерации пред нас и по нас, дрвото на животот е крстот Голготски. И ќе видиме дека таа добра земја е токму земјата на Голгота. Таму што ќе никне, дава плод во изобилие. И тоа е единственото сигурно место кај што може да инвестираме, кај што треба да се засадиме, кај што треба да бидат нашите корени, за да дадеме многу плод. Тоа е новата градина. Се што е засадено во земскиот прав на Голгота, ќе даде многу плод. И тоа е местото каде што буквално се поништува претходното проклетство. Проклетството кој што паднало и врз Адам и Ева и врз земјата. Сеќавате, пак ќе кажам. Проклетството гласи дека човекот сега треба да работи, да се труди за да произведе плод. Но овде е поништено тоа проклетство на самиот Голготски крст. Знаете, самиот Исус стана проклетство за нас. Стана грев за нас. Тоа е таа добра земја каде што се што ќе се посади, се никнува без човечки напор. Сега да се навратиме за момент само во Битие 3 глава 19 стих и да го прочитаме пак оној стих што претходно кажав дека ќе се навратиме. 19 стих, значи со пот на своето лице ќе јадеш хлеб, тој е проклетството, доека не се вратиш во земјата зашто од неја беше земен. Овде како да гледаме две опции. Или ќе работиш, односно со работа, со труд, со пот, ќе дојдеш до плод, или ќе умреш, односно и тоа те води до смрт, нели нормално, ќе работиш, еден ден ќе завршиш во земскиот прав, но имаш и друга опција, да умреш, да завршиш во земскиот прав и да дадеш многу плод. А рековме, таа добра земја е на Голгота. На што мислам кога го велам ова? Јован 12.24. Јован 12.24. Зборуваме за нешто кое што е суштествено и верувам дека на сите нам не е потребно. Полека ќе стигнеме до тоа, но може би веќе насетувате. Јован 12.24.
Вистина, вистина ви велам, ако пченичното зрно не падне во земјата и не умре, останува само, а ако умре, донесува многу плод. Нормално треба да умре, треба да се засади во добрата земја, за да даде многу плод. И сега паралелен текст на параболата што ја читавме, значи во Матеј за сејачот и семето, имаме во Лука 8 глава, каде што место добра земја се спомнува нешто друго. Лука 8 глава 15 стих. Лука 8:15. А она на добрата земја, тоа се оние кои ќе го чујат словото, го чуваат во добро и чисто срце. Овде вели. И донесуваат плод во трпение. Добро и чисто срце. Да ве прашам, кој од нас има добро и чисто срце? На што се мисли овде? Кога се мисли? Знаете, Библијата кога вели срце, знаете на што се мисли. Од срцето произлегуваат нечисти мисли, кога вели, на што се мисли? На умот. Кој има од нас добро и чисто срце? Кој може да се нарече добар? Знаете, тие што се по чисто срце, едно од блаженството, вели, ќе го видат Бога. Нам не е потребна трансплантација, знаете. Тоа срце кое што ние го носиме треба да биде извадено и да ни биде дадено тоа добро и чисто срце. Тоа е Христос. Христос е доброто и чисто срце. Потребно е обратување, потребно е ново раѓање, потребно е нов ум. Обратувањето всушност тоа опфаќа. Обнова на умот. Елен Вајд вели дека нашиот ум треба да биде насочен, и ова темава што ја зборуваме, оди во таа насока, да биде насочен постојано кон Голгота. Тоа е добрата земја. Таму ако бидеме засадени, односно, ако таму умреме, во таа прав, покрај Голготскиот крст, ќе дадеме многу плод. Знаете што вели Елен Вајд, што е оправдување со вера во еден цитат? Оправдувањето со вера е фрлање на човечката гордост во земскиот прав. На кој прав мисли? Јас ќе кажам токму на тој, на таа добра земја, на Голгота. Ево ќе читаме сличен цитат во Ум, карактер и личност. Насловот, значи на цитатот, пошто ова е компилација, па први имате као наслов, па потоа оди цитатот. Насловот гласи: крстот му го дава вистинското ниво на човечкиот ум. Сите ние како грешници имаме проблем со умот. Борбата е околу умот. За да имаме урамнотежен ум, тоа може само Господ да го постигне кај нас. И видите сега, крстот му го дава вистинското ниво на човечкиот ум. И понатека вели: што му го дава вистинското ниво на човечкиот ум? Знак прашалник. Тоа е Голготскиот крст. Како, на кој начин? Гледајќи на Исуса, зачетникот и завршителот на нашата вера, сите желби за само прослава и само возвишување се положуваат во правта. Во кој прав? Во таа правка и Голгота, тоа е таа добра земја. Таму е дрвото на животот. Тоа е Едем. За нас дрвото на животот денеска е крстот Голготски. Тогаш, додека гледаме горе на крстот, се исполнуваме со дух на само понизност, кој ги воздигнува скромноста и понизноста на умот. Видите како, кој е тоа ниво кое што е потребно на човечкиот ум? Што значи грешната природа човечка? Каква е? Себишна и горда во кратки црти. Себишност и гордост. Тоа е најголемиот проблем кој сите ние го имаме. А овде вели дека кога гледаме горе се исполнуваме со дух на само понизност, а претходно сите желби за само прослава и само возвишување се положуваат во правта, и кога гледаме на крстот се исполнуваме со дух на само понизност, кој ги воздигнува скромноста и понизноста на умот.
Додека го наблюдуваме крстот, оспособени сме да ја видиме прекрасната провизија која му е обезбедена на секој верник. Бог во Христа, доколку правилно се согледа, ќе го израмни човечкото воздигање и гордост. Тогаш нема да има само возвишување, туку вистинска скромност. Ново раѓање. Ова го зборувавме и во една од претходните теми за Јован. Ново раѓање, обратување без крстот не е возможно. Без тоа да паднете како тоа пченично зрно и да умрете, да се засадите, ама во добра почва, на добра земја, а тоа е крај Голготскиот крст. Тогаш имате обнова на умот, тогаш имате онаа урамнотеженост на умот. Тогаш нема само возвишување, тогаш нема гордост, бранење на своите права, кавги, расправи, поделби. Туку имате скромност, туку имате понизност, кој што на сите ни фали. Значи, каде инвестираме ние? И наше, кога зборувавме во поуката за мисијата на црквата, ние, како дел од таа црква, нашата мисија, знаете која е? Да го изнесеме народот од Египет, од тоа робско црнчење, работа, пот, така не можете никаде да стигнете, и да го донесеме до Голгота. Кај што до дрвото на животот, кај што ќе сватиме какви сме ништожни, никакви, кај што ќе умре нашето јас, и тоа ќе роди многу плод. Ама плод кој што Бог дава да никне. Не сме ние нешто тука заслужни. Нити ние копаме, нити ние ѓубриме, нити ние нешто правиме. Добрата почва земја, кажавме, дава сама од себе род, односно Господ дава, прави да расте. И кога сме кај Голгота, да видиме во Јован 19 глава, значи, кој што каже Јани, неизбежен е Јован, во скоро секоја проповед, Јован 19 глава, да видиме каде беше закопан Исус. Каде беше раснат, каде беше закопан. Знаете дека гробот не му беше далеко многу од Голгота. Така вели извештајот. 19 глава, Јован, прочем и поради тоа што сабота настапуваше, како што вели еден текст, тие побрзаа да го земат, да го симнат неговото тело и не одале кој знае колку далеку со километри. Тука било тоа. 19 глава, Јован, че рековме 41-42. А на местото каде што беше раснат имаше градина. На местото каде што беше раснат имаше градина. Его Едем. Тука е дрвото на животот. И имаше градина во градината нов гроб во кој што уште никој не беше положен. Таму го положија Исуса поради јудејското подготвување, зашто гробот беше близу. Интересно, го читаме и во 20 глава Јован, кога ангелите се појавуваат на Марија, кога таа прва стига на гробот, да видиме тој извештај интересен од 11 стих, 20 глава, се вели овде, а Марија стоеше надвор при гробот и плачеше така, доека плачеше, погледна во гробот и виде два ангела како седеа во бели облики таму каде што лееше Исусовото тело. Едниот кај главата, другиот при нозете. Тие рекоа, жено, зошто плачеш? Им рече, го дигнаа мојот Господ и не знам каде го положиле. Откако го рече тоа, се обзрна и го виде Исуса како стои, но не знаеше дека е Исус. Исус рече, жено, зошто плачеш, кого го бараш, мислејќи дека е градинарот? Таа му рече, Господе, ако го изнесе ти, кажи ми каде го положи и јас ќе го земам. Таа мислила дека Исус е градинарот, ама ние знаеме, од ова што го зборуваме, дека Исус е градинарот. Кој ја засади градината во Едем? Тој нас сака да не засади во Едем, во една добра земја, за да дадеме плод. Тој сака да не засади покрај Голготскиот крст таму, во таа градина. Да умре нашето јас, нашата гордост, себичност, да воскреснеме во нов живот, во нова личност. Со обновен ум.
Значи, или ќе се потам, или ќе се трудам во маки, ќе бидам цел живот, или ќе треба да умрам. Да умрам, за да родам плод. Да Господ даде да никне и да даде многу плод. И дури тука можеме да спомнеме, иако ова е можеби во еден друг правец и тема за размислување, можеби за следната света вечер или така нешто, сепак, вака ќе кажеме, сите ние сме каснале од дрвото на спознанието на доброто и злото, па сме паднале во греф. И сега Господ сака да не доведе до дрвото на животот, за да ни даде живот. Да не одведе до Голгота. Голготскиот крст е дрвото на животот за сите нас. А кој виси на Голготскиот крст? Исус. Јас си кажам дека Исус е тој плод кој што треба да го вкусиме, за да имаме живот вечен. Зарем не вели Исус самиот такво нешто? Па го читавме стикот предходно. Јован 6 глава, веројатно може би вечер ќе зборуваме. Што вели 6 глава, Јован 53 стих? Ајде, да го прочитаме пак. Јован 6:53. Тогаш Исус им рече, вистина, вистина ви велам. Ако не го јадете телото на човечкиот син и не ја пиете неговата крв, не ќе имате живот во себе. Од дрвото на животот добиваме живот. Тој е крстот Голготски. Тој е Христос. Неговата жртва. Каде инвестираме, каде ние сме засадени? Дали на добра почва? Дали на добра земја? За нас денеска Едем го нема. Нам ни е ветен еден друг Едем, но доека стигнеме таму, имаме Едем, имаме добра почва, имаме добра земја. Тоа е Голгота. Тоа е покрај Голготскиот крст. Кај што се што ќе падне во таа земска прав, а таму треба да падне нашата гордост, нашата себичност, нашето старо јас, ќе никне и ќе даде плод. Тоа е таа земја, кај што без наш напор, но со тоа што ќе речеме да, со наша одлука, со наш избор, можеме да родиме многу плод, да имаме еден плодоносен христијански живот. Ова е клучно нешто. Ова е нешто за кое што и самата Елен Вајд вели најтешко нешто за човекот и да ја предаде својата волја. Да рече, Господи, да не забравяме сега и Гициманија тука. Господи, не моја, туку Твоја волја нека биде. Тоа е најтешкото, да му се предадеш на Господа. Нашата гордост, нашата себичност знаат да бидат толку големи некојаш. Таа стара наша природа толку проблеми прави. Решението за секој проблем е Голгота. Таму е добрата земја. Ако таму се засадиме, ќе дадеме добар плод. Ако нашиот ум е обземен и насочен кон Голгота, тогаш ќе биде во ред. Тогаш ќе се симне тоа наше јас, тогаш ќе се расне таа наша стара природа, ќе му дозволиме на Господа да не возобнови. Значи, ако Адам бил направен од земскиот прав на Едем, на таа добра земја, сега ние треба да бидеме возобновени, направени од земскиот прав покрај Голготскиот крст. Нека му е слава на Бога за прекрасниот план за спасение и за се. Нека му е слава уште еднаш. Амин.